Добро вечер, анализа. Во фокус е убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. И добро вечер за мојот гостин Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што дојдовте. На Вибер го имаме од Хрватска обвинителот Гаврил Бубевски. Добро вечер, Бубевски. Добро вечер на вас и на вашите гледатели. И во вториот дел од емисијата емитувам интервју кое го направи вчера со Маја Мојсова, таа е раководителка на Карил. Денеска е уапсен првоосомничениот Анџело Ѓорѓиевски. Но тој се предаде. Така, министре Спасовски, практично вие не го уапсивте. Не, значи тој е предаден по опсежни мерки на тимот за потраги во Скопје, се предаде на тимот за потраги. Тоа значи дека сите го принудивте да се предаде оперативни информации кои што беа толку стеснет простор, обрачот бил стеснет и така натаму, сето тоа допринесе да после повеќе часовни активности кои што го преземаше тимот за потраги од Скопје, да резултира со негово практично приведување во станицата во аеродром, а понатаму и во истражниот затвор во Скопје. Во аеродром беше? Да. Каде го пронедовте? Значи, во аеродром во полициска станица. А сите други мерки кои што беа преземени доведоа до неговото приведување. Да, но каде се наоѓал? Каде Тука се криел? Тука во Скопје. Во аеродром или на друго место? Во Скопје во еден објект. Во еден објект. Да. Тоа не е тајна, државна, не се кажува. Па не е државна тајна, Зошто не би кажале? Не е државна тајна, меѓутоа истрагите мора да ги водиме низ институциите. Тоа неколку пати го повторувам. Знам дека е примамливо за медиумите и така натаму, меѓутоа сето она што можеме да соопштиме, ќе го соопштуваме во оваа фаза, сето она што не може, не треба да се Го соопшти, криел некој, така? Соопштиме во некој нареден период. Не би сакал да влечете констатации на основа на тоа што е. Значи, информациите кои што можеме да ги споделиме, ги споделуваме денес. Толку дека се предал, но сигурно ќе се предадал. Не е можно да побегнал. Тоа сакате да кажете за тоа што се предал, вие не сте го фатиле. Многу информации, многу спекулации за овие 2 дена. Не е во Република Северна Македонија, заминал во странство, ги ја напуштил државата и така натаму. На крајот излезе дека е во Северна Македонија и дека е изведен пред лицето на правдата. Така да, веројатно заклучивте дека исклучиво на аргументи, на факти, на докази е она сето што го пласираме во јавност. Значи, знаевте дека не ја напуштил Македонија, дека секако не тоа јас го кажав и вчера во изјавите кои што ги имавме, дека е тука, интензивно се работеше на тоа и успешно на крај заврши. Добро. Најголем проблем настана со изјавата всушност и од брзата помош и подоцна и од Карил, дека нема видливи траги на насилство. Таа реченица цело време се провлекува. Нема видливи траги на насилство Денис Тот. И сега што се случуваше понатаму? Заради тоа што немал видливи траги на насилство, се крена всушност и таква бура во јавноста, вие сте свесен за тоа, и заради тоа има и сомнежи всушност, сите го поврзуваат со Мартин Нешковски и за тоа сте свесен, дека сте се обидувале да го заташкате, да го скриете случајот. Прво да, факт е дека првичното согледување во клиничкиот центар и нивна констатација од аспект на лекарска констатација дека нема траги на насилство е првична информација која што се пласираше или лиферуваше во јавноста и сигурно дека тоа создаде одредена забуна, не знаејќи какви се следот на настани кои што се. Меѓутоа, апсолутно се отфрла и тоа се покаже и сега во сите овие денови и во сите процесни действија кои што се превземени, нема во ниту еден момент ниту помисла, ниту има причина, ниту има мотив да се направи такво нешто за да се скрива убиство. И гледате дека од моментот на
пријавувањето во клиничкиот центар, значи кога клиничкиот центар пријавува на полиција, од тој момент започнуваат истражните действија заедно со основното јавно обвинителство и во рок од 24 часа се заокружува и се расчистува целиот овој случај. Така да политиканства од типот барање врски таму каде што не можете да ги најдете, врска помеѓу нешто што се случувало за времето на режимот и ова што се случува сега, апсолутно не може да се воспостави таква врска. И тоа е аргументирано со повеќе факти. Јас не би сакал и вечерва или било кога да навлегувам во било какво политиканство, па да правиме било какви паралели. Ако тие ги направиме, сосема јасно ќе биде дека тоа не се случило. Ефикасноста на сите институции, и на полицијата, и на јавното обвинителство, мерки преземање врз основа на сите процедури кои што се во вакви ситуации допринесот да се затвори целиот случај и да се разоткрие што практично се случило и на крајот виновниците да бидат изведени пред лицето на правдата. Добро, ајде Гаврил Бубевски да го вклучиме. Бубевски, обвинителе, вие изјавивте дека е лоша проценката, лекарската проценка е лоша, дека немал видливи траги на насилство. И тоа исто така предизвика прилично бура во јавноста. Тоа ве збуни практично и вас како обвинителство и вас од МВР. Значи, не. Веднаш од кога ние сме известени од полицијата дека постојат индиции за кривично правен настан, од страна на основното обвинителство врз основа на ингеренциите кои што ги дава Законот за кривична постапка, се издадени сите можни наредби за да се испита целиот настан. Како што кажа и министерот, во рок од 24 часа обезбедени се скоро сите докази за овој настан. Ние сега имаме веќе 7 дена од настанот, во рок од 7 дена процесуирана е постапката, има свој тек, има свој веќе осомничени лица кои што се во притвор. Против нив постапката се води за кривично дело убиство. За сега доказите укажуваат на таква правна квалификација. Во текот на постапката, ако се приверат други докази кои што ќе укажуваат за начинот на кој што настапила смртта во однос на тоа дали има некаква индикација дека лицето било свесно додека било удирано во главата, па тоа може да предизвика потешка правна квалификација, за сето тоа ќе бидете известени. Меѓутоа, во овој момент, додека не добиеме наводот од Институтот за судска медицина, ова е и правната квалификација, предметот се процесуира, се собираат докази, се прибираат изјави на сведоци, во тек на наредната недела ќе бидат испитани и осомничените. За многу брзо време овој предмет ќе добие и веќе судска постапка. Добро, во камерата ве замолам само Бубевски да гледате. Маја Мујсова во интервјуто кое вчера веќе кажав го правев, бара да се извините за тоа што сте рекле дека има лоша лекарска проценка. Заради тие видливи траги на насилство што не постојат и вас очигледно ве збуниле. Не може да го збунат основното јавно обвинителство или било кое обвинителство, дали лошата проценка. Проценката е прва индикација дека нешто се случи. Има некој проблем со тонот? Бубевски? Да, сега ве слушам. Да. Значи не може лошата лекарска проценка не може на нас да ни даде индикација ние да постапуваме. Значи нас ни дава МВР известување дека има индиции за одредено кривично правен настан. Ние врз основа на известувањето од МВР ги даваме овие наредби. Ние не постапуваме по однос од известување од клинички центар. Тие си имаат свој начини на кои што известуваат МВР кога ќе видат дека ситуацијата се работи во конкретен случај се работи за некаква насилна смрт или повреди од насилен
карактери, тие се должни да го известат Министерството за внатрешни работи. Така да, мојата изјава во тој контекст дека не била, дека таа изјава е некако несрекна или неточна, е само во тој, нема некоја позадина. Едноставно и самите потврдија дека при првичниот преглед не утврдиле никакви траги на насилство на телото на сега починатиот, за жал. Но тоа не е лоша проценка, така? Како? Не е лоша проценка, тоа е вистина. И па сега, вие ако мислите дека не е лоша проценка, јас мислам дека по моите, јас како ги разбирам овие работи, за мене е лоша проценка. Меѓутоа, тоа не значи дека има некаква одговорност кај нив. Воопшто не. Не, вие не ги повикувате. Проценка е дека во тој момент не ги виделе повредите кои што биле на главата. Тие си постапувале медицински за да лицето го излекуваат колку може. И тоа е проценката нивна. Но се покажа дека е лоша проценка. Не е друго прашање. Но тврдат дека немало видливи траги по главата. И тоа во интервјуто го објаснува Маја Мојсова, заради тоа што немало циркулација практично, тој бил мртов, и заради тоа, кога веќе нема циркулација телото, нема никакви траги воопшто и на насилство. И колку и да го тепале, тоа што се гледаше од снимките, не може да се види дека постои тепање. Па добро, сега да кажам јас дека е тоа правилна проценка, не можам да кажам, пошто јас стварно заклучувам дека проценката е лоша. Може би нивните објаснувања за тоа се релевантни и веројатно се, ама проценката не е точна. Ама вие не го видовте телото, тие рекле дека нема видливи траги на насилство. Не, јас не сум го видел телото, ниту некој од обвинителите. Телото си било предадено на судска медицина и судска медицина си постапувало и ги утврдило причините за смртта на починатиот. Така да нема никаква, лоша конотација тоа. Се покажа дека проценката не е точна. Ама не е проценка, не се работи за проценка. Тоа е очигледно, го гледале телото пред нив и нема што да проценуваат. Нема, ајде кажете, да. Јас сакам неколку работи што се многу важни во однос на целиот настан. Значи, во моментот кога пријавуваат луѓето во брза помош, тоа е еден вработен во објектот. Тоа е некаде 3 часот и 33 минути. Дека се наоѓа лице во безсознание пред објектот. Тие го превземаат, го носат во клиничкиот центар во 3 и 54 минути. И во 4 часот и 11 минути клиничкиот центар пријавува во МВР. Тоа значи дека правилно постапиле во моментот што пријавиле во МВР, бидејќи во ваква ситуација во која што се наоѓа лице во безсознание и покрај тоа што има тие направено таков преглед на пациентот, не знам проценка каква и да е, тие пријавуваат во Министерството за внатрешни работи. МВР веднаш излегува за неколку минути во клиничкиот центар. Оди во клиничкиот центар, ги зема сите потребни информации, разговара со лекарот кој што бил на прием, ги добива податоците кои што ги имаме. Друга екипа оди по собствено наоѓање пред угостителскиот објект. Таму не работи никој и нема ништо видливо дека се случило. Било каков настан, дали е нарушување на јавен ред и мир, тепачка и така натаму. Во полиција нема пријавено таков настан. Да, добро. Тоа значи дека од 4 часот и 11 минути истражните действија си земаат свој тек. Но не сте влекле во дискотеката. Затоа што таму е затворено, нема никој. Па добро, ама собственикот што немал лиценца подоцна ќе се испостави, може да му кажете да отвори, да биде побаран. Може, меѓутоа, во тој момент нема пријава дека има нарушен јавен ред и мир, нема пријава дека е тепачка и ние не знаеме дека телот, односно лицето е подигнато од пред дискотеката. Како не знаете? Па не знаевме, затоа што таа информација се добива подоцна од брзата помош. А зошто подоцна не во моментот да се јави полицијата и во брза помош и да праша каде го најдовте телото? Значи, јавено е, се побарало од брзата помош, од брза помош побарале писмено да побараме за да ни достават таква информација. Ние сме доставиле писмено барање, на основа на тоа сме добиле и информација. Сакам да ви кажам дека
сите активности и оперативните сознанија кои што ги добива МВР, значи во континуитет заедно со јавното обвинителство, истрагата тече и на основа на сите оперативни информации кои што ги добиваме, ние практично утврдуваме за местото на настанот и она што се случува и тогаш доаѓа до целосно расчистување на овој случај. Не ви беше сомнително дека млад човек умира пред дискотека? Не, За да значи полицијата веднаш влезе во дискотеката, да не чека толку време? не, полицијата не чека, затоа сакам да не ги испревратувате тезите. Не, па Не, рековте не бе дека могла. била затворена дискотеката. Значи, во моментот кога одат полициските службеници пред дискотеката, Таа била затворена. таа е затворена. Меѓутоа, тие одат без информација дека од тука е подигнато лицето. Значи, тие одат по сознание дека имаме таму можност, нели, за такви настани, одат да проверат дали таму се случувало некој настан. Па како за да ќе видиме. проверат? На основа на тоа, Ако нема гледа затворена дискотека, брзата помош им бара само налог, слушајте ме. тогаш зошто Значи, воопшто отишла? Затоа што имаат оперативни своји анализи, сознание до кои што сакаат да дојдат да приберат информации. На основа на тоа, кога ги бараат податоците од брзата помош, утврдуваат и преку податоци од брзата помош и од Safe City-то, дека практично имало настан пред тој објект. И тогаш се вадат снимките, После се колку речистува време? целиот тој случај. Тоа е веќе утре дента на Пладне. На Пладне? Да. Значи прилично долго. Па не е прилично долго. Во моментот, значи од моментот на добивањето на информацијата, многу брзо се развиваат сите тие податоци. Добро. Бубевски, вие бевте осевувате од Хрватска. Да. Да. Вие бевте во Македонија? Кога? Тогаш? Да, да, овие денови. Јас од понеделник сум. Бев во Македонија тогаш, да. Бевте на местото на настанот пред дискотеката? Не. Не? Не. Не, значи, кога е случен настанот, тогаш нема увид на местото на настанот, затоа што лицето е подигнато од лице место. Лицето не е уште ни починато во тој момент. Значи, наредниот ден е веќе лицето кога се констатира смртта на лицето. Значи, увид не е направен на лице место тој ден кога се случил настанот. Да, добро, утре дента, како што кажа Спасовски. Јасно е на сите дека е така. Јас не сум бил на лице место затоа што јас и не го водел случајот. Јас сум само основен јавен обвинител кој што е шеф на обвинителството, кај што се води случајот и кај што дежурниот обвинител кога би го извести, сега тој си го води случајот. Да. Добро, и тој што ве извести Како? за случајот, што ви кажа дежурниот обвинител? Значи, од кога е добил, кажав и пред малце, значи, од кога ја добил од кога го добил известувањето од Министерството за внатрешни работи, само ние се чувстваме по телефонски и ги издадовме наредбите кои што требаше да се издадат, за да се едноставно законито приберат доказите кои што постојат за да можеме да си го процесуираме предметот и на крај да ја докажеме, да го докажеме пред суд. Тоа е работата на јавното обвинителство во овој случај и да се даде наредба за обдукционен навод во кој што ќе ги земат сите околности кои што ги знаевме до тогаш и сите факти и врз основа на тоа ќе кажат и причината за смртта и динамика евентуално на настанот и се што можат судска медицина врз основа на нивните стручни познавања да ни одговорат за на нас да имаме опиплив доказен материјал пред суд и за правната квалификација на кривичното дело и за фактите кои што го чинат обележјето на кривичното дело. Да, добро, благодарам Бубевски. Дали направивте алкотест на починатиот, дали имало алкохол? Сите тие анализи, односно потребни анализи се направени во рамките на вештачењето во судска медицина. Добро. И претходно на клиниката. Значи, ние, како полиција, не можеме да направиме никакво алкотестирање, заради тоа што веќе лицето е повредено и се наоѓа на лекување. Уште еднаш повторувам. Полицијата е известена од моментот кога лицето се наоѓа веќе во клиничкиот центар. Значи, известувањето е дека има лице кое што е без сознание, нити дека имало тепачка, нити ништо, едноставно дека е лицето кое што е без сознание
го пренесуваат во клиничкиот центар и се известува полицијата. Така да, сите овие аргументи, факти се утврдени врз основа на анализите кои што се направени и во клиничкиот центар и анализи кои што се направени во Институтот за судска медицина. Да, но добро е да се знае кој како се знаат се сите овие, однесувал, која институција, податоци. Да. Меѓутоа, дозволете на времето да се објавуваат тогаш кога ќе може да бидат објавени. Добро. Затоа што не е добро медиумски да ги водиме истрагите. Тоа нема да донесе никакви резултати. Да. Но веднаш беше објавено, кога сме веќе кај медиумски објавувања, дека немала лиценца дискотеката. И тоа е уште едно разочарување за граѓаните на Македонија. Вие тоа добро го и треба да биде знаете. објавено веднаш дека немала лиценца. Тоа е надлежност на Државниот пазарен инспекторат, извршиле контрола, не сега. Значи, ова не е поводот за затворање на дискотека. Затоа што тие предходно, според тоа што го добив како информација вчера од директорот на Државниот пазарен инспекторат, имале веќе издадено налог за затворање на дискотеката, бидејќи тоа не го направиле самите, таа присилно е затворена. Тоа е веќе друг сегмент на други институции кои што треба да ги вршат тие контроли. Затоа јас сум секогаш за тоа да се прават мешовити екипи кои што ќе извршат контроли секаде и да се знае тој што исполнува критериуми, тој што има лиценца, тој што ги исполнува законските услови, да може да работи. Не може кој како ќе му текне во државата така да се однесува. Сето тоа но се однесува. Да, сето тоа се толерира. Знаете зашто? Кога ќе се извршат такви акции, имате бурни реакции во јавноста, во медиумите, зошто тоа се прави, зошто луѓето не се остават, има забави и така натаму. Јавноста е виновна зашто? Не, апсолутно. Затоа кажуваме, не како може да биде јавноста виновна. Институциите кога работат, апсолутно треба да се дава поддршка во секој поглед за да се откриваат сите овие аномалии и да бидат санкционирани. Поддршка ќе ви дава јавноста ако функционираат институциите. Сетете се, немаше лиценца бугарскиот автобус, односно македонскиот автобус во Бугарија. Немаше технички прием Тетовската болница. Сега оваа дискотека нема лиценца. Тоа покажува нефункционалност на државата, на институциите. Тоа и јас го кажувам, истото. И затоа мораме низа мерки да се превземат за да се дојде во состојба да вакви ситуации не може да се повторуваат. Значи, треба да се анализират, има низа на причини зашто до тоа доаѓа. И сега, ако ги анализираме сите поединечно овие случаи, ќе видите дека некаде се заведувале броеве на лиценци кои што не се за тој автобус, например, во оваа ситуација работел објект без да има лиценца, при тоа извршена контрола, дадено задолжение да се затвори и така натаму. Тоа е нешто што треба да го консолидира системот и мислам дека пред се дигитализацијата во државата и во институциите може да ги реши најмногу овие проблеми. Ќе се исклучи човечкиот фактор, а ќе ги имаме во реално време споделени сите информации, институциите ќе бидат запознаени со тоа што се случува. Он е славен естонски модел кој американската амбасада дали естонскиот модел, дали било кој друг, ако погледнете секаде каде што имате дигитализација, каде што човечкиот фактор се исклучува до максимум, резултатите се забележителни. Да, околу нефункционалноста повторно, околу корупцијата за која сега вие говорите, со естонскиот случај, случајот Блац, со корупција на полициски службеници, тоа се случи денес, полицајци, како вели националниот координатор за границите Владимир Пивоваров, денеска за телевизија 24, дека овој случај е срам за државата. Кон вас ли е упатена оваа критика? Бидејќи тој е национален координатор за граници. Видете, тоа воопшто не е добро. Можеме да го наречеме и срам и како сакаме. Тоа е нешто што е недозволено да се случува секаде. Прашањето е, а дали може да биде 100% искоренето? Не може да биде. Се случувало и ќе се случува. Дали се случува само во Северна Македонија? Не, се случува секаде. Ако ја погледнете емисијата, ќе видите дека на 3 гранични премини во 3 различни држави се случиле исти вакви работи. Но тоа не треба да биде утеха. Не треба да биде утеха. Треба да се гради систем кој што ќе биде ефикасен во спречувањето на ваквите случаи и кои што ќе се преземат веднаш ефикасни и брзи мерки
се со цел да тоа што се прави до крај да биде расчистено и тие да бидат казнети кои што тоа нешто го сториле. Вие знаете дека кога станува збор за МВР, имаме состојба во која што преземавме низа на мерки, преку јакнење на внатрешниот механизам на контрола, надворешниот механизам на контрола, се со цел да спречиме злоупотреба на полициските овластувања од една страна, второ за намалување на корупцијата, поведувањето на боди камерите во сообраќајна полиција, поведување на боди камерите во граничните премини и така натаму, се со цел да на некој начин се повеќе и повеќе се стеснува просторот во кој што ќе можат да влијаат корупцијата. Тоа се камерите на Рашковски? Видете, мислам дека зборуваме сериозно сега. Да, тоа јас ве прашувам сериозно, дали зборуваме дел сериозно, од така да тој проект? Апсолутно не е така и мислам дека Но тоа беше замислата. Не беше тоа. Не, треба да малку да го проучите случајот за да знаете што е замислата. Ова се боди камери за секој полициски службеник што ги носат на себе и кои што снимаат секое процесно действие кое што го превземаат во рамките на сообраќајната полиција или во рамките на граничните. Немаат врска со таа идеја на Рашковски. Тоа е сосема нешто друго. Да. Ве разочарали случајот со Мухамед Закири? Секој еден случај ме разочарува кога се покажува дека не се цени прекол интересот на државата и на граѓаните. Мислите дека заради тоа што е само има истрага, осомничене, не е докажано дејството? Секако дека тоа ќе си го докажат истражните органи, правосудните органи и така натаму. Јас не можам и не сакам да предуцирам за ниту една постапка, меѓутоа и како човек и како граѓанин секако дека разочарува. Дали е нешто што е невообичаено? Не е, секаде тоа се случува, затоа реков, битно е колку ќе биде цврста државата, колку ќе има политичка волја да се справува и да се превземаат мерки против корупцијата. Ние оваа година, 2021 година, ја завршивме како година со зголемување за 50% на ефикасноста, односно на откривачката дејност, посебно во корупцијата. Некаде околу 100 милиони денари е материјалната штета. Тоа значи дека интензивно се работи и се расчистува на многу случаи кои што се пријавуваат во делот на корупцијата. Сепак тоа треба да биде поддржано многу повеќе со кампањи на подигањето на јавната свест, заради тоа што од многу разбирливи причини граѓаните не се плашат да пријават. Се плашат да пријават заради недоверба кон поединци, кон институции и така натаму. Сето тоа мора да го разбиеме. Граѓаните мора да бидат слободни, да го пријават секој еден кој што бара мито, подкуп и така натаму и се бави со корупција во државната администрација. Заради тоа што секој еден во државната администрација зема плата од граѓаните. Тоа да, и штрекуваат и протестираат во исто време. Па да, штрекуваат и протестираат, најверојатно повеќе мотивирани од политички причини, не од друго нешто, и тие што штрекуваат и протестираат знаат дека парите ги собираат пак од даноци, преку даноци кои што и тие ги плаќаат и нивните блиски и сите граѓани на Северна Македонија. Мотивирани од кои политички причини? Најверојатно од политичката опозиција во државата. Мотивирани од нив? Тоа се моите претпоставки. Да. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. На крај сме Оливер Спасовски. Одиме со реклами и веднаш потоа со интервјуто со Маја Мојсова, таа е раководителка на Карил, која повторно говори за случајот Денис Тот. Останете со нас. Добре дојде во анализа за докторката Маја Мојсова. Вие сте раководителка на Карил. Предмет сте на критики, на обвинувања, би рекла, на теории на заговор, на завери во јавноста. Вашето име е можеби најспоменуваното име не само во Македонија, и во Хрватска, и во регионот, околу убиството на ракометарот од Хрватска Денис Тот. Одиме со реконструкција на случајот. Ви го носат Денис Тот во четврток, во раните утрински часови,
се говори дека станува збор за 4 часот утрината и 11 минути, така објавуваат барем хрватските медиуми. Каде се наоѓавте во тој момент? Јас се наоѓав дома, тогаш беа на работа дежурните екипи од ургентниот центар и од Карел. Генерално идните случаеви кои што се од таков тип, значи каде што е живото загрозувачка ситуацијата, се повикуваат екипите од Карел, анестезиолозите, кои што во најбрз временски период стигнуваат до ургентниот центар, тоа е иста зграда, знаете. Констатирано е дека пациентот е без срцева акција, без притисок и без сатурација. Сатурацијата ја знаете преку ковидот, нели? Тоа значи дека е практично донесен мртов. Кој тоа ви го кажа? Тоа го кажуваат во изјавите што ги има докторите и од ургентниот центар и колешката која што била одговорна за ургентен центар, анестезиологот кој што бил одговорен за ургентен центар, во кој што е започната, нели, динамична работа во смисла на спасување на живот. Тоа значи дека колешката пристапила кон обезбедување дишен пат, тоа значи интубација и поставување на механичка вентилација, и срцево белодробно и мозочно оживување. Тоа значи дека масажа на срце, давање адреналини. За да го објаснам подобро на гледачите, веројатно изгледа како на филмовите, кога е борба за живот со масажа за срце. Тоа траело некаде околу 15 на минути. Во тие 15 минути неуспешно било, се до некој си последен момент кога се е добиена срцева акција. Во координација со дежурниот анестезиолог од Карел од интензивното лекување е одлучено да се направи компјутерска томографија на цело тело. Знаете како? Кога ќе ви дојде млад човек, мртов, сакаме да дознаеме која е причината. Зошто? Да, добро. Зошто? При тоа, брза помош, морам да се навратам малце наназад, брза помош го најавува пациентот во ургентниот центар и го најавува како пациент кој што е живото загрозувачки, но не е мртов. Со некоја пулсна фреквенција на срцето која што е спорна, затоа што срцето работи по автоматизам. Ме сваќате? Нели, тоа е едно како електронско апаратче кое што практично може да чука. И во тој извештај вика дека без видливи надворешни повреди, нели, видливи, зборувам за видливи, на око видливи. Извештај од брзата помош. Тоа е кратек извештај. Брза помош работи брзо, знаете, тие не се извештаи во кои што ние сад тие може да пишуваат во извештајот стои тоа. Мислам дека тоа ќе си ги каже официјалните истражувања Државниот здравствен инспекторат, нели, кој што го проследува овој случај и веројатно ќе излезе со официјална изјава. И тој пациент поради и покрај нестабилноста екипата одлучува да го проследи на компјутерска томографија, што видите, живото загрозувачки пациент, секој транспорт се може да го дестабилизира на сваките. Но е нејасна причината. Причината може да биде некаков сихематом во глава, може да биде, ме разбирате, каде што треба да се реагира хируршки, да добиеме на време. Тој пациент е проследен на компјутерска томографија и е качен во интензивното лекување, каде што се продолжило, нели, со живото спасувачки маневри. Многу е тешко да ви ги објаснам тие, значи тоа е механичка вентилација, адреналини, одржување на срцевата акција, одржување на притисокот, за да може да сите органи ги спасиме. Она што е многу важно за овие пациенти кои што едноставно ќе престанат или да дишат, или срцето ќе им престане, тоа е смртта, за жал е тоа. Или престануваме да дишаме, или срцето престанува да ни работи. Сите органи се засегнати затоа што немаат циркулација. До нив не стасува кислород, не стасува ни храна, нели, гликоза. Мозокот е најосетлив, за жал. На него му треба 5 до 7 минути без циркулација за да изумрат клетките на мозокот. Без разлика на сето тоа, моите колеги направиле се за да ја одржат срцевата акција, да одржат циркулација на пациентот, без при тоа со компјутерската томографија да добијат одговор што е во суштина причината. На состанокот со бајлето во 8 сат, значи ова се случува некаде во 5 сат кога е качен во интензивното лекување,
На состанокот во 8 сат, стручен, на Карил, нашата колешка го реферира пациентот и вика, не ми е јасно што се случува. При тоа е пријавено од ургентен центар за нејасна, сомнително нешто до МВР, и МВР се појавило во ургентен центар со собирање некакви податоци. Не можам да се мешам во работата на МВР, затоа што не е тоа моја стручност. Зошто било се сомневала вашата колешка? Не може ли да дојде до срцев удар? Да, без разлика, ама 27 години. Добро, тоа е спортист, може би имал големи напори, тоа е невозможно ли? Да, али е убаво да се јави до МВР за секаква сомнител. Не е тоа е, видите, тоа е протокол. Тоа е протокол. Се јавува на МВР, го најдено е тело, така. За секого не се јавуваат. Заради тоа што е млад? Не, човек се јавуваат, видите, и да е стар човек, најден мртов, ќе се јавиме. Кај да знаеме која е причината? Можеме да знаеме? Можеме некој го отрул, можеме. МВР треба да знае дека непознато, во тој момент непознато лице, ние немаме податок за името и нити знаеме како дали е наш државјанин, значи тоа нас не ни. Видите, ние сме доктори. Да. Диеко ни стигнуваат, може да стигне и криминалец, и убиец, и некој што предизвикал сообраќајна несреќа, нас тоа не ни е важно. Ние лекуваме. Да. Нашата работа е да лекуваме. Дали така? Вашата колешка прв пат видела натепан човек? Ние сме гледале многу натепани луѓе, многу унесреќени луѓе, многу повредени во сообраќајка. Зошто рекла дека не е натепан? Зошто се сомневала? Не рекла, нема видливи знаци. Не рекла ната. Нема видливи, што? Зашто го зборуваме, да, сега го зборуваме, од петокот, кога дознавме дека е тепан, така, ние сега зборуваме, зашто мислела дека не е натепан, ни на крајна памет. Нема видливи знаци. Што значи нема видливи? Како е можно да биде натепан? Нема скршеници, нема повреди на ребра, нема повреди на черепот. А како е можно? Вие го видовте видеото каде што нападот го виде цел регион. Да, видете, јас искрено го гледав видеото еднаш, не можев повеќе од еднаш да го гледам. Знаете зашто? Затоа што насилство не можам да гледам, ме вознемирува. Оно што мене ми падна, ако да се навратиме на медицинскиот дел и сакате, ја не можам да коментирам за видеото и не можам да, не сум јас форензичар за да ви кажам, стварно не сакам во туѓа професија да се мешам. Ајде околу медицинскиот завршете. Може само да ви го раскажам, да. Молам. Да. Нормално после стручниот состанок ние одлучуваме да направиме инвестигации кој што може да. Колешката исто така испратила урина за да можеме да ги откриеме ако имало некакви субстанции, затоа што сме виделе и предозирани пациенти така натаму. Алкохол може да се види? За жал тоа ние не го испитуваме затоа што ние немаме ни такви апарати и тоа обично МВР го бара од нас. Да. Во овој случај не, бидејќи немало во тој момент веројатно немало сомнение. Да. Субстанции немало. Субстанции се негативни. Да. На визитата во која што јас сум тука, значи не е тоа нешто, не е ова рекла казала, ме разбирате, не е ова пренесувано, одлучуваме добро ако нешто вакво се случило, при тоа на компјутерот на мозок нема никакви спорни моменти, освен еден жесток оток на мозокот, кој што оток на мозокот може да има повеќе причини, може да биде од недостаток на кислород, од последица на реанимација, недостаток на циркулација, ме сваќате, без фокални лезии, тоа е наодот од рентгенологот кој што бил дежурен и кој што го читал компјутерот. Што е тоа без фокални лезии? Тоа значи дека не гледаме нагмечувања, хематоми, нели, тие што ни укажуваат дека е повреда, така. Да. За бајлет одлучуваме да извадиме нормално и срцеви ензими, нели, под сомнение дека зашто срцето престанало да работи, кои што малце чекаме да ги добиеме, нели, и се секогаш покачени кога срцето е масирано. Значи, не, да, кога е инфаркт, се многу покачени. Кога е масирано срцето, се помалце покачени, сваќате. И тоа не ни укажува дека е срцев проблемот. Одлучуваме дека во суштина се вика неурохирург, кој што дава извештај дека гледа само отекување на мозокот и кој што се договараме дека треба да оди антиедематозна терапија. Третманот на овој пациент е ист, дали бил тепан, дали паднат од висина, дали е предозиран,
За оваа ситуација третманот е ист. Добро. Дали ме сваќате? И се договараме доколку се стабилизира во ред да направиме контролен компјутер на редниот ден, тоа е во петокот. Ноќта помеѓу четвртокот и петокот пациентот влошува и колешката која што е дежурна поминува цела ноќ во борба да го одржи во живот. Тоа е друга колешка? Друга колешка, тоа се дежурни екипи кои што се менуваат. Да. Кога ние сте, нели са бајле 8 сат, нормално стручен колегиум во кој што нели повторно дискутираме. Драмата почнува пак од 8 сат, нели, тука да, јас сум присутна, да, во интензивното лекување, како и што четворица лекари, кои што се интензивисти, кои што работат во интензивното лекување, и тука борбата трае. Јас тврдам одговорно, видли знаци, видете, сте се удриле некогаш? Да. Ние не умираме од модринки. Видливи знаци. А зошто немало во тој момент видливи? Имате ли објаснување? Сега, вака, ова е медицински. Ако бил претепан? Значи, јас не знам дали е претепан. Мислам, јас ја гледав снимката. Јас гледам човек кој што е удрен еднаш и веќе никогаш не станува. Добро, и тие продолжуваат да го тепаат. Да, ма никогаш не станува, не се брани. Вие ќе се браните ако ве тепат? Јас би се бранела. Добро. Мине тоа не можам, судска медицина нека го каже последниот збор. А што е вашата теорија сега ова? Не, ја немам теорија. Што го говорите? Штом не станува, што значи тоа? Дека едноставно бил во кома. Добро. Или немал циркулација, или срцето престанало или престанало да диша. И тоа што значи дека нема да има траги на насилство? Дека ако нема циркулација, кои се тие траги на насилство кои што може да се видат ако нема циркулација? Значи, се исклучува траги на насилство ако нема циркулација. Значи, видете. Тоа велите. Јас не велам тоа. Судска медицина ќе се го каже. Она што е видливо за нас на око. Не, вие како доктор. Како доктор, пак, видите, како доктор, ќе кажам, ние сме виделе многу тепани пациенти. Имаме сега тепан пациент, знаете. Тоа исто така е од значење од јавноста. Да гледам, не е тоа толку многу, за жал. Тоа се видливи знаци на насилство. Не сваќате? Добро. Со детектирани компјутерски томографии во кои што се гледа нагмечувања, хематоми на мозокот и така натаму. На овој компјутер, на кој што е изјаснет рентгенологот, дежурен специјалист и неврохирургот, не се гледаат такви. Тоа, да ви кажам, не значи ништо, затоа што во суштина на компјутер не се гледа се. Длабоките мозочни структури не се гледаат. Ако ga има жесток едем, исто така не може да се видат. Но во суштина видливо немавме ништо. Добро, никој не видел ниту брзата помош, првата докторка, ниту втората докторка која доаѓа во Карил. Да. Потоа, која е следната? Тоа се екипата која што работи во интензивно лекување. Да. И вие го видовте исто? Да. И сите отфрлаат можност за... Не, ама видете, пак се, знаете како, ова се вади од контекст. Видливи траги. Да. Зборам за видливи, Билјана. Значи, не зборувам дали траги ќе најдеме... Целото тело е прегледано, сосема. Колешката која што била дежурна, целото тело го прегледало. Да. И ништо немало... Да. Добро. Комунициравте ли со хрватските доктори? Не, доктори не ми се јавија хрватски новинари, во кои што во прво време им дадов изјава, после тоа веќе и денес ме бараат, но во суштина сметам дека овој случај сакам прво да се расчисти тука во Македонија, па после да оди тоа... За консултација не се слушавте со хрватски доктори, тоа е моето прашање. Тоа да се консултираме, извинете. Немаше потреба со никого. Не. Зошто мислите дека во некој момент треба да се консултираме? Ние, не знам дали знаете што работи Карил. Карил работи. Ги работи, за жал, во Македонија единствено најтешките пациенти, собраќајки. Еве, ноќеска се тројца примени собраќајки. Имате 25 годишно искуство и заради тоа и не ви се потребни, сакате да кажете, воопшто консултации со... Прво нас, како доктори, не ни е важно дали е тепан, дали е дрогиран, дали е славна личност дали или е не. славна личност, дали од страната на овие или на овие. Нас ни е важно да најдеме, ако ја најдеме причината, можеби другачие би помогнале. Во случајов причината за жал не ја најдовме, но во случајов терапијата е иста, лекувањето е исто.
механичка вентилација, мир за мозокот, значи седација, Да. терапија со антиедематозна терапија за да се намали отокот и добивање на време да видиме дали тој ќе одговори на таа терапија. Да, но знаците на насилство, видливите знаци беа проблематични, проблем беа и Да, знаете за жал мислат дека тоа е најголемиот проблем. Да. И сакам уште едно нешто да истакнам. Ако сакал некој нешто да скрие, зошто е повикано МВР во 5 часот са бајле од ургентен центар за да пријави сомнително млад човек зашто би бил нели без срцева акција. И она што морам да ви го кажам, во петокот, после кога во суштини ми звонеа сите новинари, јас седев со семејството на починатиот, во кој што сакав да им објаснам дека стварно не ја знаеме причината. Дојде од Хрватска. Да, беа со нас, ние поминавме 2 сата со нив, во кој што за жал не можев да им дадам одговори. Телото е преправено, судска медицинска обдукција од Карил. Обвинителство после се јави. Ние од стручен колегиум од Карил поради нејаснотијата на и не е прв пат такво. Значи ако нас не ни е јасно зашто се случува тоа. Знаете, медицината, томографи, еха не е екзактна секогаш. Ако сте стварно добар доктор, нема да оставиме така, току сакаме да бараме одговори Да, да. на нејаснотиите. Прашањето и сите нејасноти потекнаа токму од тие видливи знаци на насилство кои велите ги немало. Да, видете, знаете Билјана, како испадна дека ние од Карл го тепавме коментарот. Или криете нешто. Да. Обвинителот Гаврил Бубевски рече, го цитирам, дека станува збор за лоша лекарска проценка околу знаците на насилство. Жалам, али Гаврил Бубевски не е доктор. Прво, ја би го поканала кај нас во интензивно да дојде да види како изгледаат тие итни случаеви, да види ноќната смена како работи. Втора работа, јас би побарала извинување од него, пошто тука се не јас лично, не. Тука се многу екипи, дури дежурната лекарка рече, јас би сакала протестна нота за оваа изјава во однос на тоа каква лоша лекарска проценка. А каква проценка имаше обвинителство? Обвинителство кога се појави? Целиот терет падна на лекарите кои што го спасувале животот. Ја не сум сигурна дека тоа е така. Не се мешам во туѓата професија, ниту пак сум обучена, ниту сум правник, ниту пак сум форензичар, ниту сум судска медицина. Телото е предадено на судско-медицинска обдукција, уште еднаш ке повторам, не со налог на обвинителство, туку по барање на колегиумот од Карил, Да. за да се разјасни случај. Никој не го познавал Денис Тот од докторите? Не. Прв пат и слушав, ја не ни знаев дека играл кај нас во Македонија. Значи, тоа тело е, за да се разјасни случајот, е предадено на судска медицинска обдукција. Јас се надам дека судско-медицинската обдукција ќе открие нели тоа што ние не сме успеале да откриеме. За жал, многу е убаво кога ќе ги видиме органите вака, него на компјутери на тоа. Тогаш ќе биде се појасно кога ќе оди на судска медицина. Не, тоа е веќе таа е во процедура, завршена обдукцијата, но стават побарува и други хистопатолошки кои што за да може да биде нели комплетирана, тоа ќе разговарате со колегите од судската медицина. Да, добро, но објаснувањето е дека се ќе биде појасно кога комплетно ќе биде. Апсолутно. Тогаш ќе се види всушност што. Па тоа би требало МВР да каже обвинителство, што ќе се види, дека има повреди, дека какви се тие повреди, кој е. Јас сакам да знам која е причината зашто тој престанал да диша. Знаете, ние сме виделе многу повреди на мозок. Имаше многу познати луѓе кои што лежаа во интензивното лекување, кои што се сега добри. Нема да ги споменувам, чисто за кои што пишуваат или се и медиумите кои што имале многу лоши компјутери со нагмечување, со хематоми и живи се. Јас зошто престанал да диша? Зошто? Да. Дали можно е да се надевам судска медицина ќе ми одговори. Не мене, лично на колегите, исто ќе им одговори на ова прашање. Зошто е донесен? И втора работа.
Колку е, јас стварно не го видов времето на снимката до појавувањето на брзата помош, не го видов и кој јавил. Стварно не сакам во тоа да се мешам. Стварно си има надлежни институции кои што ги следат тие работи. Ако мозокот остане без кислород, изумира. Дали ме сваќате? Тоа е таа мозочна смрт која што ја зборувам јас во друг аспект. Мозокот без... Дали е тоа, колку е време? 5, 7, 12, 15, 20 минути останал без кислород, без циркулација. И тогаш сушност настапува смрт. Настапува смрт. И тогаш, ако бил тогаш после тоа тепан, воопшто немало да се види насилство. Ако бил тоа така, после тоа тепан, ако нема ако нема циркулација нема да се види насилство, затоа што не може да се направи. Треба да имаме циркулација за да направиме. Знаете, некогаш и модрицата не ни се појавува во еден ден, наредниот ден ќе ја видиме. Не го кажувам тоа, значи не ме сваќате. Но потребни се објаснувања од овој тип. Да. Објаснувањето од овој тип нема екзактни објаснувања. Значи, тоа што е видливо за нас, кога спасуваме човек, тоа е видливо. Делот од лицето, телото. Да, колешката успела дури да го сврте за да го прегледа од позади, ме сваќате, во телото. Тепање, скршеници, хематом, тоа го немаме. Скршеница на череп немаме на компјутерот. Ме сваќате? Да, може ќе се види на судско-медицинската. Зборам за компјутерската топографија. Тоа е единствено валидно што можеме ние да го видиме кога е таков пациент во прашање. И тогаш пристапуваме на се што можеме да спасиме. Значи да ги одржиме органите, да одржиме мозок. Некогаш има и дел од мозок кој што ќе остане жив, па ние работиме да тој дел од мозокот остане жив. Ме сваќате? Јас се надевам дека случајот ќе се расветли, но знаете што најмногу ме вреѓа од целата приказна, што рефлекторите се свртеа кон лекарите, кон тие кои што спасувале и кои што дале се од себе. Трагите на насилство беа проблем. Знаете и сами. А сега убаво објаснивте дека без циркулација, односно кога е настапена смрт, не може да има... Видливи и невидливи. Да. Видливите траги се тие што ги гледаме и тие што се опишани на компјутерската томографија, кои што не се опишани. Да. Тие се дадени на Државен здравствен инспекторат и тие ќе се излезат со се дадени изјавите на сите лекари учесници. Не е еден лекар. Изјави на полиција. Не. Полиција не бара изјави од нас. Ова не се работи за лекарска грешка, Билјана, знаете, ме разбирате. Воопшто немавте комуникација, контакт со полиција, не побара од вас изјави? Не. Зашто да побарат од нас изјави? За начинот на кој е дојден, начинот на кој е реанимиран. Не, нема знаете, знаете како ја вртиме приказната. Чекај, вака стварно ме збунувате. Не, да ја прашувам за процедурата, дали и тоа подразбира? МВР си јавува, си прави постапка во однос на сомнителна, не знам, МВР, например, имаме сообраќајка, МВР си доаѓа, зима податоци. Но од вас не земале ништо, да. Немало потреба, сакате да кажете? Немало потреба, затоа што ние сме го спасувале човекот, не во тој момент ја и не знам каква истрага имале, стварно ве молам со МВР разговарајте, јас не е тој мој дел. Не, ве прашувам дали вие сте имале некаква... Изјавите се Државен здравствен инспекторат, во кој што министерот за здравство нели потегна да се направи инспекција на целиот случај, така? Државниот здравствен инспекторат си собира изјави од лекари, од брза помош од сите, нели? Па веројатно и полицијата, можеби и со некој од докторите ќе разговара, оние кои имале контакт со него. Билјана, јас стварно не разбирам. Не судите нас? Не јавноста не суди нас? Или ги суди тие што го тепале? За судење, тоа е истрага во која предпоставувам дека од сите луѓе се земаат изјави. Истрагата е насочена кон тоа што се случило со... Да. За жал. Како бил донесен до клиника, предпоставувам дека ќе има и таму прашања и одговори на кој начин е примен. Стварно не ми се познати истражувањата на МВР, стварно ви кажувам. Не знам што се ќе соберат податоци, веројатно ќе соберат податоци од секаде. Тие се податоци достапни. Претежно ние на обвинителство ја дадовме историјата, не е МВР сега во случајот, туку обвинителство потегнува постапка, така? И тие историјата цела е дадена на обвинителство со се сите, нели, има секаде трак, мој термин, ме разбирате? Да. Има трак. Кога е примен, како е примен, колку сат, како е примен, кој е направено, што е направено.
Не сваќате? Да, да. Добро. Пак ќе кажам, сметам дека целава приказна, ја не знам зашто воопшто не се зборува. Ајде, кој го тепал? Кои биле тие таму луѓе? Зашто никој ништо не направил? Зашто никој не се јавил? Мене тоа повеќе ме интересира. Човечниот аспект од сето тоа, него тоа што е направено од кога е стасан на клиника, во ургентен центар, затоа што знам дека се е направено. И втора работа, Билјана, ќе ти кажам. Извини, на ти се префрлив. Знаете што? Јас би била среќна ако на некој мој близок, па и на мене ми се случи нешто вакво. Се надевам дека такви екипи ќе се погодат, кои што грчевито ќе се борат за нечиј живот. Да. Јас тоа би го завршила, затоа што сметам дека во целава, ако е најбитно дали имал видливи или невидливи траги на насилство, тоа мислам дека воопшто не е битно. Да, се невидливи, за жал, ние не ги видовме. Не само јас, не ги видовме. Да, окей. Да. Најважно е зашто ова се случило и каде се изгуби човечноста и каде се изгуби достоинството на човечкиот живот и каде се изгуби хуманоста да се пријави нешто навремено и да се спаси човечки живот, затоа што јас сметам дека што и да се случило, да било навремено јавено, да бил збринат многу порано, дека може би другачи исход. Ќе сте го спасили. Не можам да гарантирам, ја ова не е... Но предпоставувате дека може би... Да, колку би не е останал толку долго без кислород, дека може би имало и шанси да има и другачи исход. Да. Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, вели дека првичната информација која ја дале за Денис Тот дека нема траги на насилство, сушност значи дека се воделе, од каде произлегува оваа нивна информација, дека се воделе од докторскиот наод. Од вашите информации дека всушност нема видливи траги на насилство. И оттаму и тие така изјавиле. Видете, ако е пријавена сомнителна смрт, може нема траги на насилство, може би е труен. Може би некој сакал да го убие. Тоа нема врска дали има видливи траги на насилство или не. За нас, докторите, тоа не е важно. Не сваќате. Имаме смрт на млад човек кој што ни е нејасна. Затоа е пријавено во МВР. И тие требале да испитаат дали има траги на насилство, сакате да кажете? Или било какви други моменти. Видете, сега ние се фаќаме за траги на насилство затоа што ја знаеме снимката. Така? Ние не ја знаевме снимката, ниту пак може би и они не ја знаеле снимката. Кога имаме сомнителна смрт, која што ни е нејасна, која веќе сте ја пријавиле, која што сме пријавиле, генерално како идат работите. Има собраќајка така. Собраќајката го примаме во Карел, нели ги процедураме, доаѓа МВР и вика дали кој е дежурен лекар, да повелете тој и тој. Какви повреди има? Некогаш не можеме од старт да кажеме, нели? Да. Некогаш кажуваме покасно, од кога ќе снимиме, кога ќе направиме инвестигации, така на. Не се појавил полицаец? Во Карел не, во ургентен да. Иако е таков протоколот? Ако имале сомнение, значи, они потекнуваат сомнение, не ние. Но вие сте пријавиле дека има сомнителна смрт. Сомнителна смрт, да. Значи тие веднаш требале да дојдат? Ние сме пријавували и друг пат кога сме сметале дека нешто не е во ред или некакво труење, не знаеме. Ние не сме истражни органи, ние сме лекари. Ние сме се трудиле да го спасиме животот. Како смрт која што е необјаснива е пријавена најнормално, може би да испаднало дека нема врска, може имало срцев удар и тоа е тоа, така? Да. Но тие требале да со вас да разговараат? Со мене, не е битно со дежурните, со вас кога велам, со Карел, со дежурната докторка за која говорите. Значи, генерално ние не истражуваме, ние лекуваме. Доколку има сомнение МВР за некаква си, не знам, тие си барат други инвестигации, не знам, крв и така натаму, кои што си ги барат од твојата истражна постапка. Значи, тие сами требале да заклучат дека нема траги на насилство, а не да ви веруваат на збор. Така? Не може да они заклучат, бидејќи прво за да заклучат треба да го прегледаат телото. Телото кој што има кардијак рис и ние го ресуситираме и сите сме околу тоа тело, не може тоа да го направат во тој момент. Не е тоа во суштина проблемот, ме разбирате. МВР се истражува претходно. Значи МВР, например, собраќајка имала таму и знае дека имало собраќајка, така.
имало тепачка или не знам, во тој момент Спасовски кажа дека подоцна дознале всушност за случајот. А ние најдоцна дознавме. Ние најдоцна дознавме. Ние работевме на спасување на живот. Тоа е нашата работа. Не истражуваме ние. Не е наша работа, јас си го кажав и предходно, не е наша работа. Може би паднало дрво, може би се качвал на дрво па паднал. И тоа исто сомнително. Дал паднал, дал некој го бутнал. Треба ли да го истражат местото да настанат луѓето, актерите кои учествувале Значи, јас во тоа? стварно не навлегувам Да. во тугите надлежности во смисла на ваквите случаеви. Јас навлегувам во тоа што ние сме виделе, односно лекарите кои што биле дежурни Да. и кои што Сте го виделе дека проследиле, нема траги на нема насилство? видливи траги на Да. насилство. Да. И дека компјутерската томографија не оди во прилог на некакви траги на насилство. Тоа не значи дека ние не сме постапувале во спасување на пациентот. Да, да. И не сме ги направиле сите протоколи во однос на спасување. Оставам на надлежните органи да се ја завршат инвестигацијата која што треба да се заврши. Да, добро, јас ви благодарам што Благодарам бевте и на вас. гостинка во анализа. Докторка Маја Мојсова, раководителка на Карил.